Здраво, драги родители! Добре дојдовте на видеата за свесното родителство. Со денешното видео ќе го започнеме 19-тиот чекор од книгата на авторката Шефалица Бари "Родителска карта" или "Родителска мапа". Насловот на 19-тиот чекор е "Родители, бидете во сегашноста, започнете веднаш и овде и сега". Секој чекор Шефали го започнува со свои стихови. И денес ќе ви ги прочитам стиховите, а вие слушајте ги. Гледајќи во минатото, се полнев со жалење и каење. Ме обземаше вина и срам. Постојано размислував за штетата што ја направив, за моментите што ги пропуштив и се прашував како да го вратам сето тоа назад. Да го вратам времето. Сакав повторно да се вратам и да се преобразам, да се променам. Барем уште една шанса. Но еве што заборавив. И да ги вратев сите тие моменти, се уште ќе бев истата и ти ќе беше истиот. Она што не прави нови, се сите заеднички моменти помеѓу нас. Она што не преобразува мудро, е токму тоа немудро потрошено време. Не можев да созреам без тоа. Тоа е она што не успеав да го видам, дека бев токму она што требаше да бидам, за да станам она што сум во моментов. Без тоа немаше да видам ова. Затоа сум точно на вистинското место овде. И тоа се нарекува сега. Колку прекрасни стихови од Шефали. Понатаму да продолжам со она како содржина во оваа тема што го дава во книгата Шефали, а тоа е дека таа низ нејзиното искуство, професионално искуство, не сретнала ниту еден родител, а да не посакал тој да го врати времето повторно назад со своето дете, повторно одново да може да родителствува, имајќи ги го во предвид сето она како ново знаење со кое што се здобил. И Шефали тргнува од себе, таа како млада мајка во почетокот кога почнала да го изучува свесното родителствување. Истото и таа посакувала да може да го врати времето назад, повторно да ја родителствува својата ќерка на начин кој што подразбирал еден многу посвесен, позрел начин на однесување со своето дете. Меѓутоа, таа вели, еве која е загонетката. Загонетката е дека ние не можеме да го вратиме времето назад. А знаете ли зошто? Затоа што пред се ние сме она што се појавува во сегашноста токму како резултат на она што ни се случило во минатото, како резултат на сите наши успеси или неуспеси, како резултат на сите наши падови, како резултат на сите наши погрешни проценки, заслепености и така натаму. И како што вели таа, нема ова без тоа. Се е поврзано. Сето е неразделно поврзано. Се е причинско последично. И денес најчесто ние како родители во родителствувањето влегуваме со една обсесија кон минатото. Најчесто сме со мисли кои што се поврзуваме со минати случаи, минати однесувања наши. И навистина ни е тешко проблемите кои што постојат во сегашниот момент да ги решиме и да направиме една промена кај себе. Токму ова обсесија со минатото, со наши минати однесување, со наша посветеност кон минатото, нас не спречува да живееме во сегашниот момент и да можеме да изградиме еден однос со децата во сегашниот момент. И токму таа вели дека Шефали овде објаснува дека нашите обсесивни мисли, да можеме да ги разбереме едно од најклучните моменти во родителствувањето. И овие обсесивни мисли ги
категоризирала во 3 специфични модели и во кои што се јавуваат прво, во првиот се јавува вината, второ осудата и третото жалењето. И таа вели дека кога ние влегуваме во овие 3 модели, исклучиво и обсесивно се држиме за минатото, размислуваме за минатото, размислуваме и обседнати сме со она што требаше да се случи и како требало да бидат работите. Кога станува збор за вината нас секогаш не носи кон себе. Значи, например, кога велиме, не требаше да го направам ова, не требаше ова вака да го кажам и така натаму. Осудата пак секогаш е насочена кон другите. Кога велиме, например, не требаше ова ти така да го кажеш или не требаше ова да го направиш. Жалењето пак е насочено кон минатото, кон животот. Например, кога кажуваме не требаше тоа така да се случи. Меѓутоа, во сите овие 3 модели, ние секако се држиме заглавени за голем број на нерешени состојби во минатото и поради тоа сме во една состојба на мизерија и на срам. И секогаш сме исто така во една состојба постојано да даваме отпор и тоа не носи во една обсесивна турбуленција за тоа како не се однесувал животот, како што треба да се однесува, не испаднало нешто спрема нашите идеи кои што сме ги имале, не требало тоа така да се случи, требало вака да се случи и така натаму. И оваа преокупираност не спречува ние да можеме да влеземе во сегашниот момент. Особено кога родителствуваме со децата, а децата се тие кои се во сегашниот момент, присутни се, затоа што тие се суштества на сегашниот момент и тие не гледаат како ние всушност сме цело време насочени кон минатото и ја гледаат нашата неповрзаност со нив. Меѓутоа, Шефали вели овде, ајде да ги погледнеме сега од поблиску моделите, овие модели на обсесивно мислење спрема минатото, за да можеме да ги разбереме како тие нас не спречуваат да живееме во сегашниот момент со нашите деца. Прво, кога зборува за вината, таа вели дека кога сме заглавени со вината, всушност ние сме заглавени во себе обвинување и имаме срам и се чини дека се каеме. Меѓутоа, нашата преокупираност со вината нас не држи фиксирана на едно површно ниво на свесност и тогаш често пати можеме да си кажеме, например, зборови како спрема себе или спрема оние кои што сме ги повредиле, например, не требаше ова да го кажам или не требаше вака да се однесувам, можев поинаку. И сето ова кај нас или на другите, пред другите дава едно привидно ментално подобрување и другите мислат и ние очекуваме дека на некој начин ќе направиме една промена кај себе, кога тоа го кажуваме. Меѓутоа, работата е во тоа што не може тоа да се случи, се додека ние имаме една обсесија спрема работите како што биле и не се соочуваме со она што сме сега во сегашниот момент, кои сме ние, што сме ние во сегашноста. Мислењето наше, размислувањето и кажувањето во односот со децата дека вака требаше, онака требаше, не требаше,
вака да се случи. Значи, ова размислување на требаше, не требаше, само не носи во еден површински слој на свесност. И кога станува збор за површински слој на свесност, никогаш не може да се случи вистинската промена, односно вистинската трансформација кај личноста, туку со овој вид на размислување ние остануваме заглавени во еден циклус, постојано се движиме во еден круг на стагнација и сега се поставува прашањето како ние да тргнеме напред, како да се ослободиме од овој циклус на негативно размислување. Тоа е кога ние единствено можеме да разбереме дека ова размислување, но исто така и ова обвинување од наша страна преку зборовите требаше, не требаше, произлегува од еден скриен нарцизам кој што постои кај нас. Или пак тоа е оној дел од нас кој смета дека и верува дека ние сме емоционално многу поостро умни, отколку што навистина сме способни да бидеме. И како што вели Шефали, ние тогаш всушност влегуваме во едно несоодветно однесување. Меѓутоа, кога ние стануваме свесни, односно немаме заблуди за тоа требаше, не требаше, заблуди за големство наше, емоционално и психичко, ние многу поинаку ќе си кажуваме работи, поинакви работи, и ќе можеме да се прифатиме во смисла на тоа да си кажеме да, јас го кажав тоа што го кажав, или постапив така како што постапив, пред се заради мојата незрелост, или заради моите сенки, заради мојот недостаток од заздравување. Сето тоа се случи заради она што како јас однатре се чувствував. И кога навистина ова, вели Шефали, дека треба да го забележиме. Затоа што кога ќе го забележиме, тек тогаш можеме да ја видиме вината во која што сме влезени и да разбереме дека таа вина е еден вид на скриен нарцизам до одредено ниво, која што не спречува нас да можеме да си ја завршиме внатрешната работа. А тоа е да можеме да ја откриеме суштината на нашето несвесно реагирање спрема децата, на нашата несвесна реактивност која што ја носиме во односот со нашите деца. И кога ќе престанеме ние да се чувствуваме виновни за тоа како ние сме се однесувале спрема нашите деца во минатото, тоа ќе можеме да прифатиме една енергија од која што итекако ќе ни овозможи да се видиме себе си со она што всушност го носиме внатре во себе и како од тоа место ние реагираме спрема нашите деца. И тек тогаш ќе можеме да се видиме себе си во сегашноста, навистина какви сме, и од тој сегашен момент да ја превземеме одговорноста за нашите постапки во сегашниот момент. Осудата пак, таа функционира на исто ниво на отпор, исто како и вината, меѓутоа разликата е во тоа што преку осудата ние се насочуваме спрема другите луѓе. Значи велиме ти беше крив за тоа, јас како се чувствувам. Значи ги обвинуваме во овој случај нашите деца за тоа како ние се чувствуваме во дадениот момент кога ги родителствуваме децата.
се додека ние размислиме дека другите, во овој случај децата, се причина за нашата реактивност, ние не можеме да влеземе подлабоко во себе и да почнеме да работиме да работиме на собствените сенки, на собствените болки и страдања, на собствените ранливости, и ќе ја задржиме нашата свесност само на едно површно ниво и ќе си кажуваме работи како јас никогаш не би викала на вака и вака, не би му викала на моето дете ако тоа и тоа мене не ми кажеше вака и вака. Значи, овие мисли кои што се засновани врз исто така врз вина, пред се произлегуваат од нарцизам овде, кога ги осудуваме децата, од нарцизам на супериорност, кој што нас не теши и ни вели не, ти никогаш не би се однесувала на таков начин ако другиот не го направеше ова и ова. И тука особено ги подсетува родителите, видете родители, како ние овие тактики несвесно ги носиме во односот со децата, само да можеме, за да се спречиме самите себе си да навлеземе подлабоко и да си ги видиме собствените незрелости. Жалењето пак, од друга страна, таа вели дека во основа што вели жалењето? Кога тоа е насочено кон животот и велиме, животот не требаше вака и вака да се случи, онак не требаше да се случи вака како што се случи. Меѓутоа, кога ние се спротивставуваме на самиот живот, ние остануваме заглавени со идејата дека ако нашиот живот беше поинаков, тогаш и ние ќе бевме поинакви. Меѓутоа, овие образци, овие размислувања не држат заглавени во тоа да не можеме да си го поседуваме своето внатрешно, собствено искуство. И на овие начини сите овие три реактивности на осуда, на вина и на жалење, нас слабоко не спречуваат да можеме да си ги поседуваме собствените емоционални, психички реалности и нивните елементи на сенка. Само единствено кога ние ќе можеме да признаеме дека сето потекнува од нашите нерешени и неизлечени делови, тогаш ние ќе можеме да се ослободиме од начините на кои што едноставно несвесно сме се држеле до минатото. И тек тогаш ќе можеме навистина да влеземе во сегашната реалност со нашите деца и да ги родителствуваме од сегашниот момент. Моментот кога ние ги оправдуваме нашите внатрешни искуства, дека се случило поради ова, дека се случило поради овој, дека тоа беше дури и заради нашите, да речеме, ете, имав момент на несовршеност, ние секој ќе остануваме заглавени на едно површно ниво на свесност. Меѓутоа, која е бруталната вистина? Бруталната вистина е дека нашето искуство секогаш се случува заради она кое што внатре го доживуваме, заради нашата внатрешност. Затоа што лутината се јавува на надвор исклучиво затоа што во себе ние сме имале таа лутина, или гневот сме го искажале на надвор затоа што тој гнев постоел во нас, или пак омразата сме ја покажале на надвор, не затоа што некој друг ни го направил тоа, туку затоа што постоела во нас. Или љубовта, сме биле љубовни спрема другите, сме љубовни спрема самите себе си, се сакаме единствено само кога ќе имаме таа љубов во нас. Значи, во моментот кога ние ќе си додадеме во својот вокабулар
затоа што вака и вака било, затоа што тој вака ова го кажа, се случи затоа што тој го направи. Ние целосно ја негираме состојбата во која што се наоѓаме во сегашниот момент. И делуваме од нашата реактивност и предпоставуваме дека ќе се случи она што се случува преку нашата реактивност, негирајќи ги природните последици. Значи, најчесто, во 90% од случаевите, нашето внатрешно доживување е она кое што ја создава реакцијата кон надвор, а многу малку се надворешните фактори криви за тоа. Значи, нема тие скоро никакво влијание. И кога ова ние ќе го прифатиме за себе како вистина, тогаш ќе можеме да ја трансформираме нашата реалност, ќе можеме да го обновиме нашиот начин на родителствување, значи да влеземе во еден сосем нов начин на родителствување со нашите деца, каде што самите ќе си ги признаеме тогашните начини на однесување спрема нашите деца, дека не сме се однесувале како дека сме се однесувале сме им предизвикале болка, дека сме се однесувале несоодветно спрема нив, дека не сме ги родителствувале во спрема сегашниот момент, дека сме биле цело време со мислите во минатото, некои работи кои што ни се случиле се уште сме ги влечеле од минатото, од нашето детство, и тоа било причина за нашата реактивност, за она што за начинот на кој што ние до тогаш сме родителствувале со нашите деца. Без да ја бараме вистинската причина, подетална причина, да анализираме многу подлабоко, затоа што и колку многу да анализираме, сепак на крајот на краиштата сето произлегува од нашите нерешени болки, нашите нерешени страдања во нашиот живот, кои што се уште не сме ги соочиле, затоа што колку болка имаме во себе неразрешена, толку болка ќе им предизвикуваме на нашите деца кога ги родителствуваме. Колку помалку болка имаме во себе, колку помалку болка држиме, толку помалку и на надвор ќе ја изразиме спрема нашите деца. Децата се тие, се разбира дека постојано тие ќе ни предизвикуваат спомени од нашето минато, значи ќе ни евоцираат спомени, децата ќе не тригеруваат, ќе не предизвикуваат, меѓутоа мора една работа најмногу да ја сватиме, дека нашите внатрешни доживувања, кои што се изразуваат спрема децата, постоеле и пред да постојат нашите деца. Нашите внатрешни светови постоеле од моментот кога сме се родиле. И кога оваа вистина ние ќе ја разбереме, тек тогаш ќе можеме да сватиме колку многу носиме родителско ѓубре од минатото во односот со нашите деца. И сето тоа после сваќаме како тие образци на вина, како тие образци на осуда, како тие образци на жалење едноставно не држат заглавени во минатото и колку е неопходно од наша страна, како родители, да се пренесеме во сегашниот момент, за да можеме од тоа место да родителствуваме со нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме!